тешко е да најдете земја во која што мнозинството од населението би се одлучило за излез од Европската унија. Во ЕУ има дискусии за тоа дали одредени земји членки ги прекршуваат правилата на владење на правото, како што например е тоа Полска, Унгарија. Меѓутоа, тоа се исто така земји во кои што јавноста многу го поддржува членството во Европската унија. Така да тие стравови во однос на верижен систем на излез на неколку земји од ЕУ, мислам дека уште многу рано после британскиот референдум се едноставно исчезна. Долгорочно е веќе и прашање на реформирање на европските институции за да се функционира без голема земја. Тоа веќе не можеме да го предвидиме, меѓутоа во секој случај излезот на Британија од ЕУ ни влијае нам во однос на нашиот процес на пристапување, влијае на имиџот на Европската унија кој што го има како глобален актер, но имаше и неочекувани позитивни ефекти врз самата Европска унија, како например пораст на идентификацијата со ЕУ и поддршката која што има Европската унија во останатите земји членки. Можеме да очекуваме дека и во наредната декада или две во кои што ние би се гледале себе си како членка, ќе се направат уште многу промени на Европската унија и тоа е наше да ги следиме како промените на ниво на европските институции и функционирањето на ЕУ, така и градењето на нашите односи со сите 27 земји членки на Европската унија. Не може да очекуваме дека ќе имаме застој, односно дека ова ќе биде перманентната состојба во која што ќе се наоѓа Унијата, бидејќи нормално е дека секоја земја и секој ентитет се развива. Сепак, мислам дека во интересот на повеќето земји членки е, тоест на сите земји членки Европската унија да опстои.